Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе разгледаме малку подетално класите, односно подкласите на имуноглобулините кај луѓето. Сега, делови од нив, значи зачнавме во минатите видеа, но сега ќе ги објасниме малку подетално. Значи, знаеме дека антителата се составени од два тешки синџири, така кои ја ќе нацртам само едниот, и еден лесен синџир. Сега, лесниот синџир можеше биде или капа, така или ламда, додека тешкиот синџир, главно константниот дел на тешкиот синџир, бидејќи варијабилниот е променлив, така што не го рачунаме, константниот дел од тешкиот синџир е тој кој носи ефекторната улога. Тоа го видовме во претходното видео. Сега, имаме различни видови на тешки синџири, така значи можеме да имаме алфа, можеме да имаме делта, можеме да имаме гама, епсилон и ми. Не знам зашто нема бета, но окей. Сега, за дел од овие типови на тешки синџири постојат и субкласи. Така, например, гледаме од дека ова лево табелата, дека за гама имаме 4 подкласи. Така, за ми немаме подкласи и за алфа имаме 2 подкласи. Значи, сите овие 5 класи има некакви се различни аминокиселински редоследи во однос на тешкиот синџир, кој што реков, од тоа зависи ефекторната улога на антителото. Така, значи, зависно кој вид на тежок синџир го имаш, ќе зависи ефекторната улога. И сега многу едноставно, сега не знам зашто го направиле како дупло, едноставно постојат повеќе подкласи, така, и постојат видови на тешки синџири, а од името на тешкиот синџир се добива класата на имуноглобулин. Така, значи, од гама, така, од гама добиваме имуноглобулин Г. Гама за Г. Од ми добиваме имуноглобулин М. Како ми. Од алфа добиваме имуноглобулин А, така. Од епсилон добиваме имуноглобулин Е. И од делта имуноглобулин Д. А на оваа десна табелава имаме некои подетални карактеристики за секој од имуноглобулините, односно некакви активности каде и што. Односно каква активност имат и каде е таа. Сега ние полека ќе идеме, ќе спомнуваме некои карактеристики за одредени имуноглобулини. Значи ова нема да биде некој интересно видео во однос кај што ќе изгледуваме некој процес, едноставно само ќе набројуваме карактеристики. И прво за кој ќе збориме е имуноглобулин Г. Значи имуноглобулин Г беше изграден од гама тежок синџир и видовме дека имаме 4 различни подкласи на гама. Така, тоа значи дека имаме имуноглобулин 1, имуноглобулин Г2, имуноглобулин Г3, имуноглобулин Г4. Сега, имуноглобулин Г општо, ако не е важно која подкласа е, зафаќа, односно сочинува околу 80% од серумските имуноглобулини. Значи 80% од серум имуноглобулин. И сите овие имуноглобулин Г1, Г2, Г3, Г4 се наоѓаат во различни концентрации. Значи не се тоа униформно дека имаш 25% од еден, 25% од другиот и така натаму. Значи се наоѓаат во различни концентрации. И главното нешто при што се разликуваат овие имуноглобулин Г е всушност се областа околу хиндж регионот, односно поставеноста на дисулфидните врски, така значи SS врските меѓу двете тешки вериги. И тоа ако би го виделе шематски, тоа изгледа вака, значи имаме имуноглобулин Г1, Г2, Г3, Г4 и главното при што се разликуваат е каде се поставени дисулфидните врски. Така, значи овдека имаме, овдека дека се поставени вака може едно врз друго, да бидат во линија, сека Г3 кај Г4 се слично како кај Г2, ама сигурно има некои си други промени во аминокиселинската секвенца. И сега некои карактеристики, како на пример Г1, вака ќе идеме горе, не прави некоја си разлика. Г1, Г3, Г3 и Г4 поминуваат низ плацентата и играат улога во заштита на ембрионот при неговиот ембрионален развиток. Така, значи за заштита на така, додека, например, 1, 2 и 3
го активираат системот на комплемент. Додека 4 не може го активира. На најефикасното ви е тројката. Сега, при опсонализација учествуваат кец и тројка. Значи, кец и тројка учествуваат за опсонализација. Односно, може да се врзат со ФЦ рецепторот. Нареден кој ќе разгледуваме е имуноглобулин М. Ќе забележиме имуноглобулин М, кој што беше изграден од ми синџирот и имаме само една класа. И на него опаѓа околу 5 до 10% од серумски имуноглобулин. Интересно е, може да се појави во два форми, значи во две форми. Односно, секретираниот имуноглобулин М е пентамер. И ќе видиме што е тоа, додека мембрански врзаниот имуноглобулин М е всушност мономер. Сега, пентамер значи дека всушност се излачува како 5 мономерни единици. Значи овој дека е имуноглобулин М. Добро, е бележено, окей. Имуноглобулин М, пентамер. Каде што имаме 5 мономерни единици, така, кои се поврзани со уште еден полипептид, односно Ј ланец, G chain. Така, значи има еден кој ги поврзува сите вака. И го прави овој пентамер, кој всушност има 10 антиген binding sites. Така, зашто имаме 5 мономерни, секој мономер има по 2 антиген binding sites, всушност имаме 10. Сега, овие 10 антиген binding site всушност довозможуваат да врзеш 10 мали антигени, со 10 хаптени, или пак да врзеш 5 големи антигени, бидејќи еден антиген ќе се врзе тука, еден тука, така еден тука и еден тука. Односно може да врзе 5 или пак 10 помали. Сега овој пентамер всушност е многу добар при аглутинација, односно да слепи некои си антигени кои се наоѓаат, да се слепи со некои антигени кои се наоѓаат некоја бактерија, бидејќи многу тежи. Така едноставно ќе биде проблем бактеријата се движи. Нели зборевме кај ефекторната улога, нели рековме дека може преку неутрализација да се налепат многу антитела на одредена бактерија. Па пентамерите се доста погодни за тоа, бидејќи се огромни, така, едноставно тежат многу повеќе. Исто така, имуноглобулин М многу подобро го активира комплементот, системот на комплемент. Значи, активира и го активира многу подобро во однос на имуноглобулин Г, кој претходно го спомнавме. Сега, бидејќи имуноглобулинов М, односно тој кој е секретиран, е многу голем, пентамер, не го сретнуваме во многу телесни течности, бидејќи не може да дифундира добро, така, не може да искочи надвор лесно од крвните садови. Сега, може да искочи со тоа што Ј ланецот, или кој се наоѓаше кај пентамерот, всушност се врзува со одредени протеини кај секретоните клетки, што возможуваат излегување на овој пентамер од одредени секреторни клетки и да се складира во мукусот, односно слузот кај мукозните мембрани. Иако во слузот имаме главно имуноглобулин А, се наоѓа и имуноглобулин Е, М. Али главно, како што реков, не се сретнува во останатите телесни течности. Така. Евака. Го нема во интерстицијален простор. Бидејќи е голем и тешко е да стигне. Сега нареден е имуноглобулин А, за кој главно има најмногу да се збори. Значи, евака, земам боја. Значи, имуноглобулин А, иако сочинува околу 10 до 15%, 10 до 15% од серумските имуноглобулини, тој е доминантен имуноглобулин во сите надворешни секрети. Односно, како мајчино млеко, така, значи, вака, доминантен во млеко, нели, мајчино млеко, сплунка
солзи и најважно се наоѓа во слузта, мјукасот, на мукозните мембрани, односно слузта, нели, која што се наоѓа во респираторниот тракт, урогенитален и дигестивен. Значи, тоа му е една од главните функции, особено да се наоѓа во слузта и ќе видиме како стига таму и што му е главната функција. Сега, имуноглобулинот А, кој се сретнува во серумот, главно е мономер, додека тој кој го сретнуваме во овие надворешни секрети, најчесто е димер. Може да биде и тример, тетрамер, но најчесто е димер. И кој е како димер, нормално дека е врзан исто со J, односно J, синџир, како што видовме кај пентамери. Сега, интересно е колку многу всушност правиме имуноглобулин А. Значи, произведуваме дневно од 5 до 15 грами. Сега, ова е многу интересно. 5 до 15 грами. Да речеме дека правиш од 10 до 15, некој си тука број. Тоа вреди околу 1.000.000 евра. Значи, буквално да можеш да купиш флаконче, така, каде што ќе имаш еден, така, мислам, ќе имаш раствор, каде што ќе имаш, да речеме 15 грама од имуноглобулин А, тоа вреди 1.000.000 евра. Значи, ти дневно правиш 1.000.000 евра. Сега, ти се наоѓа во слуста, значи да можеш ти некако, не знам, да извадиш шљајм онака, и да можеш да го прочистиш, ти дневно можеш да правиш едно 100.000 евра. Ама најди начин да го прочистиш. Има, тоа не е ефективно така да се прави, они си имаат, одгледуваат Б клетки популации на вештачки подлуги надвор од организми, па ги фузираат со канцер клетки да може да им продуцираат цело време антитела и така ги произведуваат у големи количини и после ги продаваат, ама на кој ќе му текне, кој како си направил. Ова е еден интересен податок. Сега. Ние спомнавме дека во циркулацијата имаме околу 10 на 9 Б клетки, но само во тенкото црево, односно под епителот на тенкото црево, имаме околу 2 по 10 на 10 плазма клетки. Така, значи Б клетки кои биле во популацијата во крвните садови, се активирале, се диференцирале во плазма клетки и се преселиле во субепителното ткиво тука под мукозните мембрани на дигестивниот тракт. И они ги продуцираат најголемите количини на имуноглобулин А. И интересно е дека овој број всушност е поголем од сите плазма клетки кои се наоѓаат во коскената срцевина, во лимфата, во лимфните садови, во слезината. Но тоа е едноставно многу голем број. И овие сите се наоѓаат само во тенкото црево. Што е стварно јако. Сега, на оваа слика ќе видиме како всушност се создаваат секреторните имуноглобулини А, тие кои се наоѓаат во слуста на различни мукозни мембрани. Сега, имаме одредена си плазма клетка, така, и таа плазма клетка прави димеричен имуноглобулин А, кој го нема овој секреторна компонента. Значи таа после ќе дојде. Се замислите си го ова само без секреторната компонента. Значи имаш два мономери кои се врзани со ваков J ланец. И како такви се секретира од страна плазма клетка која се наоѓа во субмукозата, така што овој димеричен имуноглобулин А се врзува за овој полиимуноглобулински рецептор. Сега, овој полиимуноглобулински рецептор е всушност полипептид од околу 70.000 далтони, кој ќе има понатаму функција зошто се прикачува за димеричниот имуноглобулин. Сега, кога се овој самиот рецептор 860.000 далтони, или полипептид, има 5 навидоми имуноглобулински домени. Имуноглобулини домени. Така имаме 1, 2, 3, 4, 5. Така. И сега се врзуваат со некои си дисулфидни мостови и се потикнува одговор така што целото ова се преку процес на ендоцитоза се внесува целиот тој комплекс внатре во клетката, во везикула, каде што подложи на различни ензимски активности и сега е веќе изменет и сега добиваме секреторен имуноглобулин А. Сега,
Зошто се прикачи овој полиимуноглобулински рецептор на димеричниот имуноглобулин? Бидејќи сега оваа секреторна компонента го заштитува димеричниот имуноглобулин А од протеази. Значи протеази се ензими кои можете да ги замислите како ножички кои сечат протеини. Така. Сега, кога ја има оваа секреторна компонента, таа служи како еден вид заштита на местото каде што сече протеазата, што му овозможува на имуноглобулинот А да опстои во мукозата, во слуста подолго време, значи поголемо Т. Значи оваа секреторна компонента го заштитува од протеази. Интересно е дека ова истото се случува до некој начин, до некој степен исто со имуноглобулинот М, кој исто нели рековме дека се лачи во слуста, така. И затоа и имуноглобулинот М мора да добие ваква секреторна компонента за да биде заштитена од протеазите кои нормално се наоѓаат во слуста. И главната улога овдека во слуста му е улогата на лепење на некој си начин на дените бактерии, патогени организми, или зборевме ако имаме една бактерија и друга, и ако вие се слепат со помош на овие димерични антитела, така направиме едното тука, едниот крај вака, и ги држи слепени двете бактерии, и всушност не се само две, тоа може повеќе да се соберат и прави големи комплекси на вакво слепени бактерии, кои што стануваат големи и едноставно потоа преку цилиите, например на респираторниот тракт, ќе може да се движат нагоре и потоа да ги искашлаш. Сега, наредни кои ќе разгледуваме се имуноглобулин Е. Сега, нареден за кој ќе збориме е имуноглобулин Е, за кој нема многу нешто да се спомнува, едноставно знаеме дека има епсилон тежок синџир и дека главно е одговорен за алергиски реакции. Значи не дека он предизвикува алергии, него кога имаш алергиска реакција, таа е предизвикана од него. Така одговорот на некоја си супстанца, некој си антиген кој ти имаш алергија. Значи, како го прави тоа? Како предизвикува алергиска реакција? Да речеме дека има некое поленово зрно. Така, поленовото зрно нормално има различни протеински компоненти на него, за кои, да речеме, има одредени антигени, за кои ќе се врзе овој имуноглобулин Е, и има од оваа страна, значи, виси ФЦ рецепторот. Така, тој ФЦ рецептор е препознаен од страна на еозинофили, мастоцити и базофили. Така, и базофили, кои имаат ФЦ рецептор кој ќе препознае тој ФЦ дел и едноставно кога ќе се случи тоа, се активира процес каде што гранулите кои се наоѓаат во овие имуни клетки ќе се фокусираат на едно место и ќе се излачат сите надвор во околната средина. И сега замислите си дека има повеќе клетки кои се врзале со различни антитела, така, кои дека исто се прикачиле. И сега имаме еден општ одговор каде што сите овие гранули кои имаат различни фармаколошки супстанции ќе ги ослободат во околната средина, така што се ова овдека ќе биде обвиено со тие фармаколошки супстанции. Нормално тие ќе се прошират понатаму. И сите овие фармаколошки активни супстанции ги предизвикуваат тие алергиски манифестации. Сега главната улога на ова за која е еволюирана е да се бори против паразити. Така, например, ако ова не беше некој поленово зрно, него ова беше некој си паразит кој е голем, едноставно ти не можеш да го фагоцитираш. Така, мора да направиш голем ваков базен од фармаколошки супстанции, каде што ќе убиеш се што се наоѓа во овој голем базен. Нели, за ова зборевме кога зборевме за ефекторни улоги во минатото видео на антител. Али ја ќе направам пак рекеп, ќе нацртам. Значи имаме одреден си паразит, така некој си црв, кој што е многу голем за да биде едноставно фагоцитиран. На него ќе се залепат различни имуноглобулин Е антитела, така. И тука ќе бидат поврзани различни базофили, бидејќи има таков рецептор кој препозна, и сите ќе ги ослободат нивните фармаколошки супстанции, така и бележи со портокалова боја, ќе ги ослободат во околната среда, така што ќе направат еден голем базен од фармаколошки супстанции, каде што ќе убие се овдека.
Така и така се уништува всушност паразитот, бидејќи тој е голем, како што викам, не можеш да го фагоцитираш. И последен кој ни остане имуноглобулин D, за кој скоро нема ништо да спомнеме. Едноставно ќе речеме дека еден од главните имуноглобулини кој е мембрански имуноглобулин. Значи мембрански имуноглобулин D, еден од најглавните. И тоа беше главното за ова видео. Значи разгледавме некои главни карактеристики, видовме како се изградени имуноглобулините и така. Добро, тоа беше се за видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.